нема дел од проектот Скопје 2014 кој не е скандалозен и не предизвикува сомнеш за изигрување на законите, криминал и корупција. Со сомнителни јавни набавки и тајни анекс договори се крие вистината од јавноста за кои потреби и на кој начин се трошат милиони евра, пари на граѓаните. Кога ВМРО ДПМН е во прашање, нема разлика помеѓу централната и локалната власт. Изградбата на комплексот Карпошово восстание во центарот на Скопје и уште еден нов скандал поврзан за проектот Скопје 2014. Од оваа документација јасно се гледа дека првично случениот договор за изградба на комплексот во висина од 5 милиони евра е надграден и проширен со анекс на договор за непредвидени дополнителни работи во висина од 1,5 милион евра. Дополнително, со истата фирма Бетон од Скопје склучен е договор за партерно уредување на комплексот во висина од 850.000 евра. Постапката за анексот на договорот е спроведена со преговарање, без објава на оглас, без меѓународна објава и без електронска аукција, што ќе рече во 4 очи. Спроведувањето на јавните набавки на овој начин, со анекс на договори, ја отвора можноста фирми блиски до власт да победуваат на тендерите, а потоа дополнително напумпаат милионски суми народни пари под превезот на дополнителни и непредвидени трошици. И вакви примери има многу. Музеот на ВМРО со дури 21 анекс договори ја зголеми цената за 10 милиони евра. Стариот театар со 33 анекс договори ја зголеми цената за 30 милиони евра. Зградата на Уставниот суд со 2 анекс договори ја зголеми цената за 7 милиони евра. Ако на овие милионски суми се додадат вредностите на анексите на договорите за Филхармонијата, Триумфалната капија, Агенцијата за електронски комуникации, Археолошкиот музеј, реконструкцијата на собранието и секако анексот за темелите на водоводот, се доаѓа до фантастични над 60 милиони евра. Ваквите случаи покажуваат дека спроведувањето на сомнителни јавни набавки за трошење на парите на граѓаните е милионскиот скандал на ВМРО ДПМН кој расте и не запира. Господине Груевски се одмотува клопчето. Бидејќи вие јавно рековте дека лично стоите зад проектот Скопје 2014, јавноста ги очекува одговорите. Што се крие зад вака спроведените јавни набавки? Дали на овој начин се испумпуваат милионски суми пари од граѓаните кои се слеваат од џебовите на партиските функционери на ВМРО ДПМН? Тоа ли е причината што јавното обвинителство се уште молчи за ревизорскиот извештај во кој се констатирани незаконски потрошени 58 милиони евра за Скопје 2014? Сите овие стотици милиони евра можеа многу поподруктивно да се искористат за, например, изградба на автопат до Штип, ново средно училиште во аеродром, нов мост во населбата Ѓорче Петров. Господине Груевски, ова се сериозни индиции за незаконски потрошени народни пари. Јавноста очекува одговор. Во одредени случаи да, но во многу случаи дел од договорите се под превезот на тоа е информација од доверлив карактер. За овие случаи за кои што, например, јас зборував, затоа што сум советник во градот Скопје, ние како советници имаме пристап до тие информации, ама не смееме да ги обелоденуваме. Како, например, случајот со и големиот скандал што се случи со депонијата Дрисла. Значи, ние ги имаме пристап до тие информации, ама договорот е малтене војна тајна. Така да ние не можеме ништо од тоа да објавиме или искористиме.